Денес уживаме во друштво со момчето на кое што воопшто нема да штедам комплименти. Момчето со кадифен глас, Владко Лозановски. Тој доаѓа од Кичево, можеме да го наречеме слободно нашиот македонски кичевски Славеј и навистина имаме чест да дзирнеме малку повеќе во неговото детство, во неговите корени, низ кои што тој самиот ќе не одведе. Повели Владко, представи ни се од каде доаѓаш ти, од каде е твоето потекло? Здраво, Регина, поздрав до тебе и до целата екипа. Како што кажа, јас потекнувам од Кичево. Моето детство го поминав таму, иако периодот последни неколку години малце сум на повеќе релации, последниот поред сум во Скопје, но до некаде завршување на основно деление сум во Кичево, мислам и периодот. Цело време си одам, враќам со релација, а инаку потеклото ми е нормално. Моите баба и дедо од мојата таткова страна се од Белица и баба ми, дедо ми се од Белица, додека од страната од мајка ми се од Атишта, тие се двете кичевски села. Едното село е од таа страна од каде што се оди нека Битола, од Кичево нека Битола, нека Демирхисар, додека Атишта е на страната од Кичево нека Прилеп или Македонски Брод. Денеска нешто интересно се случува во Белица. Ти ќе не водиш во Белица на одбележување на 150 години од основањето на црквата Свети Ѓорги. Тоа е 150 години од создавањето на црквата Свети Ѓорѓио во Белица, или конкретно 1867 година па се досега. Последниве неколку години мештаните од тоа место се залагаа, се збираат да го реставрираат, да го реновираат тоа место, да се направи добра фасада, тој двор таму да се направи. Така да на тој јубилеј ќе има неколку уметнички точки. Нормално ќе бидам и јас поради тоа што потекнувам од тоа место, моите баба и дедо. Ќе настапам со неколку мои numери. Ќе има и уметнички точки со игрорна група, мислам дека ќе има и литургија. Ќе види мојот колега кој што е од Кичево, Спасен Сејановски. Нормално тоа ќе трае се додека ги држи глас, нодзе. Значи не чека убава забава. Да, убава забава. И морам да кажам дека ни се погоди баш и времето и баш тој датум да се прослави овој јубилеј и да го снимиме. Баш и ви благодарам и на вас што излеговте во пресред и се надам дека ќе биде традиција и дека тоа место малку и повеќе ќе го запознаат во Македонија, не само во Кичевскиот регион. Мојата баба покојна се викаше Ценка, а мојот дедо се вика Владо, јас сум и по него крстен, Владимир се вика. Владко на Владо. Да, тој се вика Владимир Владо, а додека од страната на мајка ми, мојата покојна баба се вика Радка, а мојот покојен дедо се вика Веле или Велемир. Сето ова што го кажавме, одиме да го видиме во Белица. Одиме во Лабела Белица, убавата Белица која што не чека. На здравје за Белица. Здравје. Скопје вија Белица. По 2 часа возење и кратка крајпатна пауза, одатарот на Белица не дели уште некоја минута, мината низ фин муабет, кадифен како гласот на Владко. Тешко е да љубиш, а бегаш, да сакаш, а немаш. Има многу ш во овој стих. Е тоа сладко, сладуњаво ш и бојата на твојот глас. Во 2008 година нас публиката не потресува и емотивно многу не погодува заради една сличност на нашиот загинат Тоше. Сега, кога тебе те споредуваат заради бојата на гласот и заради тоа убавко ш, ти годи или некако поинаку се чувствуваш? Па, искрено, нема бегање од тој македонски јазик.
Мислам, имаме многу во зборовите Ш, и да сакаш и да не сакаш, ево и Ш има во моментов. Да, ма тоа е сладко, едно убаво Ш специфично и за вас двајцата. Да. Ми годи, да, ете, на некој начин им се допаѓа на луѓето и баш мене тоа исто така ми е задоволство нормално што во интерпретацијата моја каде што нешто им се допаѓа на слушателите. Ние во тој регион тука Кичево, Крушево, Демирхиса можам да ги спомнам и Македонски Брод, може би подолу и погоре неколку градови, не знам точно, имаме такво специфично Ш и нема веќе бегање од тоа. Сепак мене тоа ми доаѓа природно. Можете сите да ги чуете тие кои што разговараат во овој регион. Значи пресудна е бојата на гласот. На некој начин. И да, има многу луѓе кои што ми го кажале тоа дека споредливо со нашата легенда Тоши Проески, ети го неговото име има Ш. Да. Дека ги потсеќа на тоа, на неговата интерпретација. Кој пат настапуваш во Белица? Прв пат можеби или предходно имаш? Втор пат. Ова каде што настапувам како артист, како пејач. Првиот пат беше кога се настапуваше кај реновирањето на домот, тоа е училиштето старо. Инаку тоа е Белички средби се вика, каде што имаше собрано голем народ и од Белица и од Кичево. А инаку претходно можам да кажеме сум настапувал во фудбалски турнири каде што сум играл, но да, имаше една патриотска навивачка песна, така? Да, за напредок. Тоа е посебно за напредок, за кичевски напредок, кој што во тој период беше прва лига, но сега за жал и во третата лига има малку проблеми со спонзорства, со финансии, но се надевам дека малку по малку ќе. Сега имаме еден друг напредок, Белица се гради, возобновува, животот се враќа и имаме напредок на Белица, кој што се чувствува, така? Кој што е офанзива. Во офанзива, буквално, да. Ние на некој начин имаме на викендица таму во Белица. Ќе одиме на кафе кај тебе сега. Која што ја започнавме таму 2001 година, тоест моите родители, баба ми, дедо ми. Малку по малку се уште се гради на Тенане, како што си викаме ние. И на Тенане, ама ќе биде. Ќе биде, да. Има услови за на некој начин за живење, за да се посети селото на викенд, на празник, се напие кафе, да се подише малку чист воздух. И тоа е тоа. Кажи ми, имаш љубовни песни, претежно се сите љубовни песни, од кои што едната е многу интересна, Мандарина, ми остави впечаток името, а и рефренот во кој што ти продаваш на својата бендисана, јаболки, круши и свежа мандарина. Во Белица и во овој регион има мед. Значи, регионот се гордее со млеко, чиста изворска вода и минерална вода и мед кој што го продаваат покрај патот. Тоа е можеби најубавиот мед во Македонија. Кажи ми, има инспирација за некоја песничка со медот, некоја меденка вака убавка, сакана, да биде опеана и мацната во мед? Малку ми е страв со медот да не почнат мечки да ни доаѓаат на концерти. Зашто? Па тоа ќе биде интересно. Да, интересно, ќе има само мечки, луѓе ќе нема. Па добро, ќе биде сензација. Да. Па да, овој регион е малку, тоест повеќе познат по медот. Јас се сеќавам пред неколку години се направи нешто како фестивал за медот во Кичево. Се продава на големо природен мед, има прекрасен мед тука. Можам да кажам дека мојот Војко си гледува пчели, прави мед, природен мед. Јас го конзумирам многу често медот, конкретно. Добар е за гласот, сигурно. Па да, наутре е супер да се јаде по една лажичка, мала лажичка мед. Така да во овој регион секаде еве во Белица, Атишта конкретно е селото од мајка ми каде што тоа е баба ми, дедо ми, мајка ми страната. Тоа е од другата страна на Кичево, каде што и Вранештица. Така, да. Таму се одгледува мед. Најверојатно
им година пчелите тука да прават добар мед. Така. Може би ќе има песна, не знам. Мандарина ми се допадна како звучеше во песната, фактички кога слушнав тој збор мандарина и реков тоа мора да се вика така песна. Инаку претходно требаше се вика кажи да или кажи не, но мандарина некако беше кратко, јасно, прецизно и луѓето им се допаѓаше тоа, дури имаше во еден момент во спотот кај што ставивме мандарини, поради после тоа монтажа се стави повеќе колор, сите мислеа дека се портокали, но не се портокали. Иако тој период многу тешко ни беше да најдеме мандарини, имаше само еден маркет и тоа се мандарини, не се портокали. Со кои песнички ќе ги изненадиме беличани? Па, нека биде изненадување. Па, ете може со мандарина. Мандарина? Да. Мандарина, жена како ти, може да биде. Ова лето ќе се памти там една по-таза песна која што се промовираше ова лето. Така со така по-забавен ритам, нешто слично како мандарина, позитивно, тоест. Може. Сонце не ме грее? Па дека денеска е сончево. Бидејќи не грее сонцето, Да, не грее денеска ќе ја сонце. прескокнеме. Да. Ќе видиме ако е бара, зашто не. Така да тоа е. Сигурно ќе има бис од беличани, ќе го Сигурно, бараат да. Владко да Да, пее да, да. цел ден можеби. Да. Така да ќе направи некоја наша македонска изворска песна, пошто таму, затоа што таму во Белица ги негуваат македонските изворни песни, ги сакаат. Тоест целиот овој регион, Кичевскиот регион, ги сакаат македонските народни песни. Дури на моменти чудно ми е како јас сум ја одбрал забавната музика, со оглед на тоа колку големо влијание има од народна музика во тој регион, но секако јас се сакам и таа музика и напоредно си негувам едната и другата. Имаш ли омилена песна од народното творештво? Може да се каже сношти сакав да ти гледам поради тоа што мојата покојна баба и дедо ми ја сакаат таа песна. На некој начин таа песна мојот учител на времето кога бев осмолетка му е пеев баш таа прва песна кога запозна дека имам добар глас и на некој начин сношти сакав да ти Ќе гледам. ја интерпретираме ли денеска? Може да. Супер, одлично. Одиме тогаш кон Белица да се забавуваме, Да. да видиме каква е Белица денеска, колку напреднала и да испратиме една убава порака до сите да дојдат, да доаѓаат, да ја видат Белица во полн сјај, да видат зашто се вика Белица, бидејќи на вистина е бела од убавина целата, блеска од убавина. Така е, така. Ајде, одиме. Одиме. Македонија ја красат неколку белици. Сите се убави, и Кичевската која не чека, и поречката која оставивме за некоја следна приказна, и обете струшки белици, горна и долна. Но оваа од која потекнува лозата на Лозано, ни е посебно драга и блиска заради неговите непосредни раскажувања со многу љубов, грижа и посветеност. Владко е горд на Белица, а има и зошто. Овој крај е еколошки смарагд во Демирхисарската оаза, сместена под Беличка планина. Таинствените карпи, облечени во мов, се првата отмена карактеристика среде атрибутите на Демирхисарското здравје и убавина. Царскиот мед, широкиот спектар на разноразни минерални и чисти изворски води и првокласно млеко. Сето ова рурално демирхисарско азно било предмет на вековни аспирации, впрочем како и целата раскошна Македонија, наквасена со крвта на нејзините синови и чеда, кои вековно ја бранеа. На влезот е поранешното училиште Стоимир Пантилески, изградено пред повеќе од 80 години, чиј џагор секна во 70-тите. Овој расадник на беличкиот интелект на светот му даде прочуени доктори, адвокати, инженери. Денеска, објектот вредните раце на беличани етапно го возобновија во Беличка палата, која наскоро со фасадата ќе стане белиот образ на беличкиот пречек. Лево од патот е игралиштето.
Овде беличани го калеле и го калат спортскиот дух на своите генерации. Ова е мегдан за добри дриблинзи, шутеви и голови, кои понекогаш ги тресеа мрежите центрирани или одбранети и од Владко. Пасијата за песната кај него се покажа поголема од онаа за фудбалот, но сепак тој му даде гол на времето со вонвременската химна, бодрејки ги сино-белите бои на Кичевски Напредок, чија навивачка група дефинитивно го носи најстрашното име – Ѓаоли. Денеска Белица е раздвижена, полна, распеана. Слави за 150-те години од постоењето на црквата Свети Ѓорги. Сред село, наместо плоштад, паркинг. Возила од цела Македонија. Беличани се домакини. Жуборот на Беличките потоци, над кои висат чардаците на автентичните куќи, е впиен во песните кои грмат од Белица до соседните села. Воденото богатство доаѓа од бројните извори и врелата на двете реки, кои се слеваат и соединуваат во Беличка река, која пак близу до селото Другово се влева во Велика река или Треска. Белица, освен што е бела од свежо варосаните фасади, чиј имидж во иднина ќе се запази, таа е убава затоа што е разбликана. Село на вода, ладовини и чешми. Поголем дел од реката, која тече низ селото, е искористена за наводнување на селските бавчи, кои бујни и колоритни се вклопуваат во руралните пейзажи. Наместо пат или улица и галама, замислете река под пенџере. Ете таква е лабела Белица. Во селото има повеќе селски чешми, но баш сред село е чешмата на венчаните. Питка и ладна, оваа вода со векови е мелем за душата и късмет за штотуку венчаните невести. Момите давале ишарет кон бендисаните момчиња, а невестите го вееле под надзор на деверчето, изразувајќи лојалност кон новата куќа во која влегле. Обичајот завршувал со 2 стомни кои невестичката ги носела под двете раце во новата дома, затер на мажот, свекорот, свекрвата. Сигурно овде го веела и баба Цена, венчана лозаноска, на дедо Владо, чие име го наследил Владко. И двајцата од исто село, со куќи по воздушна дијагонала, раздалечени околу 200 метри. Овде се сплеле корените на Владче, потатко му Златко Лозановски, чедо на Цена и Владо, корени кои се силни и здрави и чиј спомен грижливо се негува. Коренот на Лозановски. Денеска вратите на Свети Ѓорги се ширум отворени. Внатрешноста на црквата е импресивна. Иконостасот го красат дел од иконите од опусот на Дичо Зограф од 1868-та. За жал, бевме известени дека недостасуваат 4.
Проблемот на криумчарење и присвојување на сакралните реликвии и вредности и понатаму го демне македонското културно-цивилизацијско наследство, особено сакралното. Црковниот собир е одбележан со литургија и целодневна програма, која си имаше ред. Прво на молитва за здравје, прошка, спомен или по некоја прошепотена желба во сакралниот ентериер, а потоа на малиот црковен сквер, каде што со музика и песна се прославуваше традицијата и вековноста на црквата. Лозано го сакаат сите беличани и пошироко сите што ја чуле неговата музика. Едноставно, овде го обожаваат. Црквата Свети Ѓорги ги собра сите на најубавите ора од македонскиот фолклор. Филиграмски сплет. Празник за очите. Владче беше врвот на оваа празнична атмосфера. Не дека сме пристрасни и нерамноправни кон останатите перформанси кои подеднакво беа извонредни, туку едноставно и неискрено беличани уживаа во настапот на својата звезда, која го даваше гласот од срце, а прегратките ги делеше со радост и задоволство. Веројатно, со скромноста една звезда посилно блеска. Тоа е таа магична и топла харизма. Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене, твоите усни да ги имам со вкус на мандарина, сега биди со мене. Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене, твоите усни да ги имам со вкус на мандарина, сега биди со мене. 3, 2, 1. Филингот беше комплетен во друштво на неговата фамилија, од која тој добива безрезервна поддршка. Сестра му Марија Лозановска, надежна прозаистка, веќе со еден роман зад себе и отворен пат за нови, и текстописателка на некои од неговите песни. Мајка му Билјана, срдечна и отворена жена, расприкажана за беличките адети и табиетите на своите деца. И татко му Златко, кој ни направи чест водејќи не низ секое интересно капче од селото. Среќа е, што те имам, среќа е. Ти си мојот свет, кога пустина е овој свет. Сега да се врати времето, во тебе би се влюбил повторно. Ти го правиш убав секој ден, јас сум среќен со тебе. Како тебе нема друга, како тебе нема друга, не те оставам на друг. Јас никогаш веќе ова лето ќе се памти, со тебе сите ноќи ми се кратки, со тебе сите денови се златни, сега само моја биди ти. Ова лето ќе се памти, со тебе сите ноќи ми се кратки, со тебе сите денови се златни. Родната куќа на баба Цена е блиску за црквата.
Впечатлива е по големината, бршленот кој се развил убаво на еден од нејзините агли, по автентичната архитектура и најмногу под зидовите со ангели или можеби серафими, кои се дело на неговите братучеви. Од другата страна на селото е фамилиарната куќа на дедо му на Владко. Онаму каде што баба Цена станала снаа. Имавме чест да промуабетиме уз кафенце и празнична здравица во поновата куќа на Лозановски, веднаш зад онаа на баба му. Повелете, добар ден. Вакви настани, низа вакви настани да Така е, така е. Белица да заживее и да биде убава како што е убава и полна со живот. Благодариме, повелете во нашиот скромен дом. Нагости сме кај фамилијата Лозановски, кај Владко Лозановски во дневната соба. Кои се твоите најдраги сеќавања од детството? Прво, добро дојдовте. Баш ми е мило што сте тука. Добро те најдовме, добро ве најдовме сите. И баш ми е мило што ќе споделам и во јавноста нешто дел од моето детство, моето место од каде што потекнуваат мојата баба и дедо во Белица. Тоа е Кичевска село на 14, околу 14-15 км оддалечено. Па како и сите деца, мали, нормално, секоја игра интересна, со топка, без топка, бракотници, мижаници на некој начин. Жмурки ние да. велиме во Скопје, да. А велосипедите како ги викате? Бицикли. Тука во Кичево бицикли се викаат, а џамлите ги викаме били. Нормално се дружевме најмногу во летниот период, кога ни беше летниот распуст, поради тоа што јас учев во Кичево нормално, основно училиште во Владимир Полежиновски Бато. И обично се гледавме во периодот кога е лето, тие неколку 2-2,5 месеци, искористувавме прилика да се капиме во реката, таа Беличка река, инаку таа е притока на реката Треска. Преубава река. Да, Јас многу е имав ладна, искрено. чест да ја видам во една друга прилика и навистина бев воодушевена. Да. Има преубави извори, каде што и луѓето ја употребуваат и за своји земјоделски употреби, и за пиење нормално. Така, тоа е тоа околу детството. Се дружевме нормално и со деца кои што не потекнуваат Кичево и тогаш ни беше приликата да се видим, имаше многу, не знам, од Крушево, од Битола, од Велес доаѓа, од Скопје нормално, кои што потекнуваат од тоа село и така да тој беше периодот летниот каде што игравме тие детски игри. Знаеш ли зошто село во Белица се вика Белица? Искрено малку сум запознат со таа сторија, но мислам дека ти повеќе ги знаеш тие приказки. Па да, историјата ја пишува, значи можеме на Google да прогугламе, да видиме многу транспарентни информации, но она што мештаните го кажуваат е нашиот штов за приказната. Белица има навистина интересни приказни, особено околу карпите. Так. Значи ти ги знаеш тие двете карпи, карпи, убавите да, две јасно. карпи како мов што се така? Си играл, си се криел жмурки тука околу нив, сигурно си Јасно, трчкал како дете. Па сега едната е многу интересна, бидејќи има една легенда дека тука поминал Александар Македонски и дека се сретнал со убавата Ица, Бела Ица од Белица. И тука имале некоја тајна, сега да не речам врска, али може би ишарет. Ишарет, некој ишарет. Да, Еве ти штов за твоите песни. Баш. А другата карпа што е подоле, значи од таа големата беличката карпа по која што е наречена селото, е помеѓу две куќи. Ја знаеш таа помеѓу двете знам, куќи што е како врска помеѓу двете куќи. Па под таа имало тела на двајца љубовници и затоа се вика љубовничка карпа. Значи повеќе материјал за и штов за песни како што пишуваш, значи мислам дека не можеш да добиеш за село во Белица. Обично тематиката на песните е повеќе љубовна, гледам повеќе што да се попозитивни за да има позитивна енергија. Морам да поздравам и мојата сестра Марија Лозановска која што се потпишува на некои текстови, па може и така и да дојде и нејзина инспирација со Каменот и со Александар Македонски кои што
го имал тој ишарец со девојката. Така, ова е село на Да. љубовта. Да. Значи има љубов и тоа забранете и тајна љубов во ова село. Колку што можам дојдам, обично, еве, со татко ми му помагам околу работата, околу куќата, со фасадирање, ред други некои така градежни работи. Значи вреден дечко си. Колку што може, повеќе сум така за надгледување. Мониторинг. Да, мониторинг. Искрено баш и присуствував на луѓето кои го правеа тој момент со црквата, која реновира, која се ставаше бекатонот, која се правеа улиците, која се ставаше каменот за оградите. Баш има и Facebook страница која што се вика Белица и многу активно секојдневно, не само по еден статус, туку повеќе статуси и новитети каде што можат да видат и оние кои што потекнуваат од Белица, а не се во Кичево, не се во Македонија, туку се надвор од нашите граници. Има многу Значи, кои што се во... иницијативата е заедничка. Вие Да, сте баш така. сплотени во оваа намера да го заживеете селото и можне успешни сте во тоа. Па се трудиме, да. Морам да кажем дека веќе 8 години се работеше на случајот за да дојде до овој јубилеј од 150 години, од 1867 па се до сега. Така да, како што разбрав, мештаните уште повеќе сакаат да допринесат да секоја година биде традиција ова, на овој датум, 22 октомври, и се надам дека ќе се гледаме само зубови работи на ново. И јас се надевам дека вие ќе заживеете оваа традиција и дека секоја година ќе имате ваков убав прекрасен настан како денеска. Сега, баш ми е мило и мене. Имаме чест да позборуваме малку и за традицијата на ова село и за другите легенди кои што се многу интересни со мајката на Владко Лозановски, Билјана. Значи покрај селото, покрај црквата во селото што е Свети Ѓорѓија, постои уште помала црквичка што се наоѓа над селото, на височинка убава, се вика Александрија. За другите работи некој друг ќе ви објасни што се случило низ историјата, но јас само можам да кажам што ми пренесле мене бабите, односно свекрвата. Вашите предци. Така, свекрвата и другите жени постарите во селото, дека пред да дојде празникот Александрија, уочи во попладневните часови, жените, бабите, односно младите невести, одат се собираат пред црквичето и носат храна за здравје од својот сопруг или од мажот. И инаку треба да бидат само жени, да нема машка особа, може само попот да присуствува, кој ќе ја испее софрата, а додека другото се само жени, се шегуваат и пијат и јадат за здравје од својот маж. Мене тоа некако ми звучи на еден женски ритуал, белички женски ритуал. Изгледа. Така Но и мажите здрави ли се, бидејќи традицијата е таа, овдека во Белица беличките мажи се здрави, нели? Па може да се каже, здрави се, особено оние кои живеат на чист воздух и пијат од ладната вода од Белица. Па тоа е и главниот пеат. атрибут на здравието на Белица, да. Пеат песни и пишуваат убави зборови. Значи креативни се, Да, музикални се, така. продуховени се, Така. исто така, Да. убави се Да, и лични. здрави се. Да. И најважно да сме здрави и живи сите и тогаш се ќе биде добро. Ти благодарам за оваа легенда. Јас мислам дека ќе им се допадне на гледачите и дека сите оние кои што не гледаат во моментот ќе најдат една инспирација да дојдат во Белица, да ја посетат и да учествуваат за 26 мај во вашата Да, традиција за така. здравието на нивните мажи. Така е, така. Друштвото на Лозановски ни направи кејф. Особено панорамата од терасата над која Белица ни се подаде како на дланка. Белица е единствена по празнувањето на Александрија на 26 мај, уникатен празник на ниво на цела Македонија, но по и раритетната многувековна црква Свети Александар, која се уште е предизвик за археологијата. Над селото, во кругот на гробиштата, се наоѓа малото црквиче денеска прилично изменето со надградениот трем, која зацкрива неговата вековност. Посветено е на Свети Александар.
Друга ваква црква посветена на овој светец во наша Македонија не постои. Но мештаните понекогаш во слободна интерпретација ги мешаат работите, спомнувајќи го Александар Велики, кој пак е поврзан со Белица заради римскиот пат во близината на селото и некои претпоставки дека минал одовде. Неговото присуство останало како одличен штоф за беличките легенди, особено околу името на селото. Според една, тој се воодушевил од убавината на една беличка мома по име Ица, која ја сретнал кај карпата сред село, која потоа заради спектакуларната средба била наречена Бела Ица, а по неа селото Белица. Но да ги оставиме легендите. Самото село Белица постои од античко време. Доказ за тоа се урнатините, могилите и старите гробишта кои науката ги регистрирала. Над селото, длабоко во шумата, поминува прастар пат кој доаѓа од Хераклеа, кај село Подвис се дели на два крака, кон Дебар и Кичево. Наместа се познаваат поплочени делови, патокази и урнатини од објекти. Старото село Белица било во близина на овој пат. Свети Александар Словенин бил 18-годишен војник во војската на царот Максимилијан. Одрекол да ја изврши царевата наредба за чествување на римските идоли, заради што му бил предаден на капетанот Тиверијан. Или да го посоветува да се откаже од Христа, или да го мачи и да го погуби. Пониза маченички предизвици, кои со силата во верата Христова ги надминувал, на брегот на реката Ергина, Александар бил погубен во 289 година. Свети Александар бил од Македонија, а 23 години после неговата смрт, или 313 година, светиот цар Константин Велики со Миланскиот едикт го озаконува христијанството како државна религија, со што завршуваат прогоните на христијаните. Бидејќи сеќавањата на маченикот кај локалното население се уште биле свежи, веројатноста дека му бил подигнат храм е голема. Рано христијанските храмови се правеле над гробовите на светците, а ова црквиче лежи врз постара и поголема црква, чие сведоштво е каменот со латински надпис. Оваа аналогија го покренува прашањето околу присуството на неговите мошти, а на одговорот му предстојат студиозни истражувања, како и соодветна заштита на преостанатиот дел. Останатите белички мистерии ги заокруживме во прошетката предводена од татко му на Владко, нашиот домаќин Златко Лозановски, кој не одведе до филмуваните карпи во сцените за подвизите на прочуениот демирхисарски комита Јордан Пиперката. Првата што ни ја покажа е Самарница, а втората, која заради влабнатината наликува на мост, е позната како скривалиште на комитите под која врвеле на своите коњи кога минувале низ Белица во илинденските подвизи. Другите две специфични карпи се од другата страна на селото. Едната е онаа која чува тајната за средбата меѓу Бела Ица и Александар Велики, а другата, подоле преку реката, која останала како врска меѓу две разрушени куќи, е љубовничката карпа, за која со генерации се шушка дека ги крие телата на прогонетите љубовници. Ова е извонредно предиво за беличката ткајачница на легенди, кои убавината на Белица ја дополнуваат со приказни, особено за љубителите на историските пикантерии. Но вистинскиот прогрес на Белица го издаваат идеите и механизацијата кои се постојано присутни во нејзината обнова. Ова село на иницијативи и предвесник на новитети го потврдуваат првата разгласна станица и првата хидроцентрала која осветлувала две села. Цевката во една од напуштените куќи е всушност нејзиниот спроводник. Таа е споменик на едно време и спомен за еден начин на живот. Маца убава. Дојди, Моримацо. Дојди, беличка маца. Ај, Моримацо, па чекај јас да ти дојдам следаш. Дојди.
Тоа беличка мачка. Беличка мачка, убава маза, она пречекува гости. Пулсот на селото го одржува и освежува еден од организаторите на прославата 150 години од постоењето на црквата Свети Ѓорги, кој на некој начин е моторот на прогресивна и возобновена Белица. Раде Момировски, последниот белички мохиканец. Владко не донесе со повод, но Раде не испрати со неговите визии за лабела Белица. Бела, динамична, комфорна, чиста, нова, а автентична. За тебе, бидејќи ние кога доаѓаме негдека на гости, не доаѓаме со празни раци. Секогаш. Ви благодарам. И друг пат ќе дојдете. Ви благодарам. Секој пат по секој време. Добро време. Секако, секогаш спремни и со полни раце подароци, последното кафе го шмркнавме под ведро небо крај реката, нагости кај Раде. Денеска по овој прекрасен ден поминат во Белица, по повод 150 години од постоењето на црквата Свети Ѓорги, нагости завршивме кај Раде Момировски. Ти си асли беличанец. И по татко, и по мајка, и по баба, и по дедо, и по некои тамо подлабоки корени, со кои што се гордееш. И ми каже една интересна приказна дека твоите се расеани некаде низ светот, а дека ти се враќаш овде за да завршиш овде во Белица. Значи, мојата историја е тука сме биле многу сиромашно семејство и татко ми, дедо ми, мајка ми, прадедо влечеме долги корени од ова село и поради војни, поради разни случувања, дедо ми е починат по мајка ми во Австралија, татко ми е починат во Германија и брат имам во Америка, значи сите претежно живееме во светот. Ја има двојно државјанство и во Франција живее и тука и одлучив ја да си дојда во Македонија и ако дај Господ и во Македонија да си умра. Ти благодарам што не почести со твојот прекрасен муабет, Ви што ни се благодарам. представи повеќе. Ви благодарам на И ти посетата. посакувам сите желби да ти се исполнат, Ви благодарам многу. вклучувајќи таа родолюбната. Ве поканува во секое време, кога имате повеќе време да дојдете да ме посетите. Имат во Белица и во нашите македонски села што да се снимит. Мисла дека не требат само емисии да се гледат во студио, да излезат, да уживат сите луѓе, треба да се покажат нашите македонски убавини. Така е, во право си. Се надева уште повеќе пати ќе се сретнеме за уште подобри настани. Секако, за убаво зарно, да сме живи и здрави и да се Само гледаме и да ја негуваме и чуваме оваа убава традиција. Ви благодарам на посетата. Белица остана зад нас, зад првата најава на квечерината. Ја поздравивме со Чао Белла и увертира на кавал. Рурално како што прилега. Una mattina mi sono svegliato